На 870 метри квадратни на гумење, фановите на нашата легенда Тоше Проески ќе се сеќаваат на човекот кој со неговата музика и хуманост го сплоти целиот Балкан. 25 април, вториот ден од Великден, свечено ќе биде промовирана и отворена за јавноста спомен куќата, спомен музејот на Тоше. На едно место ќе биде представен целиот негов живот во објект кој представува куќа на музиката, младоста и хуманоста. Целокупниот изглед на истата ја изразува личноста на Тоше Проески и делата кои тој ги остави зад себе. Целиот објект ќе биде еквивалентен на делото на Тоше. Крстот ја представува символот и искрената вера во Бога која имаше Тоше, цврстината, едноставноста и долговечноста на бетонот како символ на неговиот лик и дело, стаклото како символ на човековата минливост и ранливост. Водата која ќе биде дел од пејзажната архитектура на овој објект представува символ на чистината и животот со која зрачеше нашиот Тоше. Спомен куќата представува хронологија, односно приказ на неговиот живот, неговото детство, тинеџерските години и на периодот кога Тоше го достигна врвот во својата кариера. Во истата ќе бидат изложени над 350 автентични експонати, сопственост на семејството Проески. Во централниот дел на објектот се наоѓа молитвеник со сите верски предмети што ги поседуваше Тоше, како и неколку негови запишани мислења и животни филозофии кои го водеа низ животот, поврзани со вербата, љубовта, семејството и пријателството, презентација на студиото во кое ја работеше својата музика и дневната соба од семејната куќа во Крушево. Исто така ќе бидат изложени и две восочни фигури на Тоше во природна големина. Едната е во стоечка позиција со микрофон во рацете, во неговата препознатлива позиција, а другата е во неговото музичко студио, седнат на клавирот, компонирајќи музика. Во објектот секогаш ќе се слуша неговата музика. Целиот објект е опремен со најсовремена техника и е илустриран со музиката на Тоше, заедно со предвидените визуелни ефекти преку LCD екрани, на кои постојано ќе се емитуваат концертите и спотовите на нашата музичка легенда. Следејќи ги најновите технолошки достигнувања, покрај неколкуте инфоточки со екрани осетливи на допир, каде што ќе може да се добијат сите интересни информации поврзани со Тоше, ќе биде застапен и така наречен систем за дигитален отпечаток кој представува стаклено платно со димензии 2x2 метри осетливо на допир, на кое ќе се проектира соодветна интерактивна содржина и информација по желба на сите посетители. Илуминацијата е најефектниот дел од спомен куќата со која ќе се нагласи визурата на овој објект. Во вечерните часови целосно ќе може да се види крстот како главен мотив на објектот и символ на Тоше како голем верник. Целиот простор е хортикултурно уреден. Во паркот значајно место има и цршовото дрво кое е символ на искреноста која Тоше постојано ја бараше во луѓето. Изграден е и зид по целата должина на објектот на барање на фановите, на кој ќе може секој од нас да остави порака или мисла за својот идол. Отварањето е на 25 април. Во музичкиот дел ќе настапат Раде Шербеџија, Владко Стефановски и хорот Света Злата Мегленска. Ќе биде исполнета уште една желба на нашиот Тоше. Ќе имаме можност да слушнеме уште една необјавена песна, напишана од нашата легенда. Насловена е Крушево, посветена е на неговиот роден град. Текстот го напиша Мирослав Рус, а ќе ја испее легендарниот Раде Шербеџија. Спомен куќата на Тоше на гумење ќе биде местото каде што ќе биде зачувана хуманоста, високите човечки квалитети и уметнички вредности на Проески и на достоинствен начин ќе се одбележи споменот на оваа наша музичка легенда. Изградбата на спомен куќата е искрена благодарност и придонес на сите нас во негувањето на неговиот лик и дело. Куќата е символ на хуманоста, човечките квалитети, место на неговата вечност, место кое секогаш ќе не потсеќа на нашиот Тоше.